Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Кога станува збор за ВМРО-ДПМН и христијан на браникот на криминалот Мицкоски, три константи се потврдени. Едната е дека Мицкоски и ВМРО-ДПМН немаат став за клучните прашања, немаат предлог, ниту идеја, немаат никаква понуда за граѓаните. Затоа, освен смислено пласирање лажни вести и невистини, неразумно кочење, блокирање, подкопување на работата на институциите и државата, не прават ништо друго. Тоа е втората константа, потврдена и од меѓународни студии. Мицкоски е извор на лажни вести и невистини. Мицкоски и неговата ВМРО-ДПМН лажеа дека во земјава ќе се населуваат мигранти. Ширеа невистини за ковид пандемијата, дека нема доволно тестови за тестирање, дека нема доволно опрема за здравствените работници, дека системот не може да издржи. Додека здравствените работници жестоко се бореа со пандемијата, Мицкоски и ДПМН на секаков можен начин го кочеа здравствениот систем и изградбата на ковид болниците. Ширеа невистини преку Вело Марковски, дека вирусот не е опасен и дека носењето маска било непотребно. Последните невистини беа на директна штета на државните позиции. Мицкоски хистерично лажеше дека се распарчувала земјава, дека се распродавал македонскиот идентитет. Сите овие лаги на Мицкоски се срушија, паднаа во вода. Ниту македонскиот идентитет е распродаден, ниту земјава е распарчена. Се што кажа Мицкоски, излажа. Освен немањето став и лагите, одбраната на криминалот на режимот е третата клучна карактеристика на Мицкоски. Мицкоски го кочеше носењето на законот за јавното обвинителство. Во јавноста протекоа и аудио разговори, каде Мицкоски признава дека е единствениот што се бори против законот. Пред 2 дена, во интервју за една национална телевизија, самиот Мицкоски признава дека стои, цитирам, на браникот на криминалот. Граѓаните, почитувани, одамна му го завртеа грбот на Мицкоски, го испратија во опозиција. Не успеа Мицкоски досега, а нема да успее ниту понатаму. Нема одбрана на криминалот на режимот. Граѓаните не заслужуваат ниту Мицкоски да ги лаже, ниту да брани криминал. Затоа Мицкоски уште долго останува во опозиција. Благодарам.